Па да бидеш актер значи никогаш прво да не го заборавиш детето во себе, тоа постојано да живее. Второ да бидеш доста креативен, да бидеш исполнителен кон работата и професионален, да имаш една лична професионална хигиена кон својата професија, а при тоа и да се научиш да играш тимски, затоа што актерот не може ништо сам без своите колеги. Навистина не знам што беше присутно за да се запишам на ПДУ. Мислам дека таа возраст не знаев што сакам да бидам некако лутав. Да, бев дете кое што е растено со уметност околу себе, кај мене беше во фамилија мораше да се спортува нешто и да се посветиш на некаква уметност, така што беше неизбежно дека нося во себе нешто уметничко, али не очекував дека тоа ќе ми биде мојот професионален живот. Постојано ме мотивира тоа што се занимавам со една од најубавите професии на светот, можеби една од најкреативните. На нас актерите никогаш не ни е досадно затоа што влегувајќи во секој нов процес, како да влегуваме на ново работно место. Откриваме нови светови, отвараме нови соби од една комплексна мозочна архитектура која што имаме сите во нас. Селекторството во Охридско лето ме научи тоа е повеќе продуцентска работа, отколку што е актерска работа. Интересно искуство е затоа што прво имате некаква идеја и сега од таа идеја треба да се направи еден склоп, една финална селекција за тоа што треба да содржи програмата, влијаат многу компоненти, да се и финанси, влијаат техничката способност на одредена продукција да може да се адаптира на просторите на Охридско лето. Али целокупно е еден возбудлив ангажман во кој што навистина уживам и се трудам да поставам некои повисоки стандарди. Има неверојатен потенцијал кај младите. Ние нашето драмско студио кое што го водиме со колешката Ивана Павлаковиќ не го отворивме за да создадеме актерски звезди, туку за да создадеме подобри луѓе, да го следиме психолошкиот, когнитивниот и бихевиористичкиот развој на децата и низ уметност да им помогнеме тие да растат. Да растеме заедно, да растат во деца без предрасуди, да растат во деца кои што почитуваат вистински вредности и кои што ќе можат едноставно да го водат светот на начин на кој што треба светот да биде воден. Светот останува на младите. И ваша порака како за крај на овој разговор? Бидејќи се однесува за успешни луѓе во својата кариера, ми кажала дека да се биде успешен во тоа што се работи, треба многу да се работи пред се и да се знае што сака да се работи и да не престане да се верува во посонот што се има, а при тоа и да се работи на тоа постојано да се развиваш, како формално и така неформално. Тоа е мојата порака и што сакам да го кажам за крај. Да никогаш да не престанеме да се развиваме и да се информираме за светот околу нас, зашто тоа не прави и побогати луѓе.